Добро утро и во мое име, неколку минути по 8 часот, термин резервиран за тема на денот, разговор со гости во студиото и во ова утринско издание на Нов ден. За вас имаме интересни гости да слушнете за нивните активности за она што тие долго време успешно го работат. Меѓутоа, за да погледнете со кого на оваа тема ќе разговараме ова утро, останете во наредните 60 минути да слушнете токму од нив. Меѓутоа, првин, како најава за денешната тема, ќе проследиме прилог, па се враќаме назад за да ви ги представам моите гости. Центар за меѓукултурен диалог и Европскиот институт од Бугарија продолжуваат со реализација на проектот Е-регион, можност за развој реализиран во рамките на програмата за прекугранична соработка ИПА. Една од последните активности кои што ги реализираат е конкурсот Моја бизнис идеја, која што е отворена за млади луѓе од Македонија и од Бугарија. Проектот поттикнува регионална соработка, се со цел да се зголеми вработеноста и вклученоста, особено кај младите, преку искористување на добрите практики во учењето и предприемништво. Центар за меѓукултурен диалог продолжува со реализацијата на проектот Е-регион можности за развој, кој што во последните година ИПО организираше најразлични активности за кои што веќе разговаравме претходно. Една од последните активности кои што ги реализираме е конкурсот Моја бизнис идеја, каде кој што е отворена за млади луѓе од Македонија и од Бугарија да аплицираат со своји бизнис идеи со кои што тие потоа ќе може да добијат и мали награди и истите да бидат представени на финалната конференција која што ќе се одржи на овој проект во Бугарија, која што исто така партнер на овој проект. Целта на конкурсот е да се привлече интересот на младите во Македонија и Бугарија кон можностите за развивање на предприемничките вештини и креативни идеи за започнување на бизнис. Во соработка со партнерот, одлучено е конкурсот да се пролонгира до 6 јуни. Конкурсот е пролонгиран до 6 јуни. До сега веќе имаше аплицирано идеи, ние сме многу задоволни со бројот на идеи, но по дискусија со партнерот решивме да го продолжиме конкурсот до 6 јуни и најверојатно на 8 јуни ние веќе ги имаме резултатите кои што јавно ќе ги објавиме и потоа на 9 или 10 јуни ќе се заодржи финалната конференција во Бугарија каде што ќе биде презентирана победничката бизнис идеја. Трите најдобри идеи ќе бидат наградени. Прво рангираниот предлог ќе добие таблет, а второ и трето рангираните предлози ќе добијат паричен фонд во висина од 3000 денари за почетна реализација на иницијативата. Ете така погледнавме за кого, односно што ќе зборуваме денеска и кои се моите гости, ќе ги представам во продолжение. Добро утро за Флорим Реджепи, председател на Младинскиот совет на Куманово. Добре ни дојде. Добро ве најдов. И тука со нас во студиото Стефан Маневски, координатор од Центарот за интеркултурен диалог во Куманово. Да, добро утро и добро утро до сите гледачи на К3 телевизија. Како сте ова утро? За вас можеби не е проблем да станувате вака рано. Па да, најчесто и преку летните горештини најчесто и се станува рано за да се заврши работа, така да супер и многу пријатно во вашето студио. Благодарам исто за поканата. Така, благодарности до вас што ова утро ќе одвоите време да поразговараме за она што вие го спроведувате, а секако го правите и во летниот период. Една од активностите кои што ги спроведувате е токму овој проектот Е-регион. Ајде конкретно да ми кажеш, Стефан, за каков проект станува збор, од кога почна да се спроведува и што значи? Проектот Е-регион траеше 18 месеци и штото го заврши, така да ова е веќе завршниот дел. Беше многу освежително да се види колегата како ги презентира активностите на почеток на јуни и веќе сега размислувам, после месец и пол, веќе имаше и нови активности кои се случија. Идејата на проектот потекна од моментот што во рамки на оваа соработка што постои меѓу Македонија и Бугарија во рамки на ИПА програмата, требаше да се развие идеја која е на некој начин потребна и кај нас во источниот дел од Македонија, источните региони и во западните региони од Бугарија. И дојдовме на идеја да се фокусираме токму на моментот на вработување, затоа што тоа е пред се
темата за која што сите зборуваат, нели, Така, потребата да се најде работа, потребата да се отпочне со своја иницијатива, со свој бизнис. И од таму започнавме со моментот дека, бидејќи се уште, нели, евроинтеграцијата не е на тоа ниво да можеме физички да работиме и да формираме различни бизнес идеи, дали во Македонија или во Бугарија, со оглед на таа прекогранична компонента, се решивме да го искористиме интернетот како простор каде што може заедно и да учиме за бизнис и за отпочнување на свој бизнис, а од друга страна и да на некој начин поттикнеме нови бизнес идеи кои би може пред се да се случуваат на интернет. Така да од овој конкурс мојата бизнес идеја, идеите кои пристигнаа исто така беа базирани на интернет сајтови, интернет платформи, значи нешто кое што нема потреба од премногу финансии на почеток за да се отпочне, а може да биде доста профитабилно. Например, идејата која победи од Македонија, една млада студентка ја разви, Викторија, која што сакаше на некој начин да поттикне учење едни за други, за можностите во Македонија и Бугарија, а при тоа да им даде на корисниците на таа интернет платформа и мобилна апликација пристап до различни попусти. И на тој начин да поттикне на купување од една на друга страна на границата и да поттикне појака и трговија и појака интеракција на границата, што всушност може да биде многу практична како идеја, за да некако, нели, кога живеете блиско до границата, можете да видите кои услуги или производи се на попуст од друга страна. Така, еве конкретно за кого беше наменета овој проект, значи кој се влезе во реализација? Да, па генерално имавме неколку компоненти. Идејата беше од една страна имаме потреба да научиме како се отпочнува одредена бизнес идеја, така да за ова беше спроведено преку отворено учење преку интернет. Имавме над 180 пријавени лица кои сакаат да научат дали за отпочнување на свој бизнес или од друга страна сакаат да научат повеќе оние вештини за градење на кариера. Тоа е една компонента, една целна група. Друга беа повеќе наменети за млади лица кои сакаат да отпочнат свој бизнис, за кои што понудивме и физички обуки, каде што можеа да дојдат сите заедно во период на време и заедно да следат обуки. И исто така понудивме овој конкурс за нова бизнес идеја и на крај развивме еден водич за предприемништво, кој што исто ќе биде достапен на сајтот, ќе може да ако случајно заборавиле кои се чекорите или што би требало да предземат, можат слободно да се потсетат, а и сите оние кои го пропуштиле обуката, овој водич е доста свеж. Да, се уште мириса на хартија од принтање, така да може да поминат или до Центар за интеркултурен диалог или на сајтот на Ерегион и слободно да земат своја верзија од водичот и да прочитаат повеќе. Има практични линкови исто каде што може да видат, да, супер, ако сакаме да формираме фирма или да почнеме бизнес, да, ова е начинот како најлесно можеме да дојдеме до тој. Така. Флорин, ти си вклучен во друг проект кој што исто така е значаен за вас како да речеме институција една каде се вклучени голем број на млади, тоа е Младинскиот локален совет. Што значи овој проект и од кога започна да се имплементира? Да, јас сум воедно представник на Центар за интеркултурен диалог во локалниот младински совет на Куманова, но исто така сум вклучен во проект кој е реализиран од страна на Центар за интеркултурен диалог во соработка со Младинскиот форум од Скопје. Така да проектот се вика Развој на младински политики и младинско учество на локално ниво во 12 општини. Исто така тој е проект кој е финансиран од страна на Европската унија, односно и по програмата за цивилен развој. Проектот има за цел развивање на некакви младински структури или локални младински совети во 12 општини, каде што ќе им овозможни на младите да ги представуваат нивните интереси преку зависно од тоа до кој степен општината е развиена, дали тоа се работи за поголеми организации кои ќе учествуваат во локални младински совети или се работи за
младински структури, значи неформални групи, културни друштва, спортски клубови и така натаму. Воедно со преку тој процес исто така сакавме да го поткнеме и младинското учество како такво и нивото на значи на диалог помеѓу младинските организации, односно младите и локалните институции. Така, зошто е важно да постојат вакви младински, односно локални совети? Ние веруваме дека младинското учество е право, значи и потекнување и пренос на тие интереси кај локалните институции, формирање на диалог помеѓу младите и институциите е исто така право на младите и должност на истите институции да ги сослушат младите и да дадат простор за тие да можат да ги пренесат нивните да ги сослушат и да ги пренесат нивните права. Така, пред некој ден се одржа и последната активност, тоа беше пресконференцијата. Зошто беше намената, што беше кажано на истата? Пресконференцијата беше како завршна активност, значи на долгорочен процес. Во нејзе значи присуствува значи представници од новоформираните совети, од локалните самоуправи, исто така беа присутни и представници од делегацијата на ЕУ и од министрот за локална самоуправа. Конференцијата имаше за цел, значи од една страна значи институциите да дадат поддршка и за целиот процес за понатаму да се изразат за нивните ставови како понатаму значи да ги поддржуваат или да потигнат диалог помеѓу институциите и организациите. Од друга страна исто така беа значи имаше представници од локалните младински совети каде што тие има можност најпрви да ги изразат значи добрите практики од целиот тој процес и да научат нешто повеќе од значи меѓусебно да научат како понатаму да го подобрат самоодржливоста на целиот значи на новоформираните локални младински совети. Така, ти беше вклучен во проектот, како беше да споменеме дружбата затоа што пред се станува збор за млади личности? Да. По-конкретно јас бев локален координатор за општина Липкова. Значи општина Липкова по самиот карактер значи на општината е рурална општина, така да беше голем предизвик, но пред се многу интересно бидејќи се работи за една општина која значи не се случува многу младински активности, така да имаше преголем интерес од страна на младите за да се вклучат и да значи спремни за некои младински иницијативи, така што нивната иницијатива и нивниот преголем интерес ја направи целата работа да тече полесно. Така, колку општини конкретно беа вклучени, станува збор за 12? Да, значи за 12 општини. Општините значи беа распределени низ цела Македонија и сметавме дека мислам тие општини кои се порелевантни за да имат значи младински совети во Македонија, мислам сепак има премногу општини, но пробавме значи да видиме како ќе тече тој процес. Исто така целиот на крајот на проектот се направи една публикација со добрите практики од значи од целиот проект, така што идејата е значи понатаму да се мултиплицира значи да се омножува значи целиот овој процес кај другите општини кои сакаат да го земат како добар пример како да развијат еден демократски и транспарентен локален младински совет, бидејќи тоа беше една и од побитните компоненти, значи изборот на младите луѓе да тече на демократски начин и транспарентен. Така, несомнено дека овде се вклучени голем број на луѓе, се пријавуваат, меѓутоа да се навратиме на ова што се нарекува проект Е-регион. Организацијски беше ли тешко да се спроведе, колкав тим на луѓе беше вклучен во самиот проект?
Па конкретно, мислам кога ќе се земе нели обемот на проектот и различните активности, плюс моментот на меѓугранична соработка со Бугарија, да, станува збор за доста обемен проект. За време на целиот период имавме двајца координатори од Центар за меѓукултурен диалог кои директно работеа на имплементација на активностите од македонска страна, а плюс беа најмувани експерти нели низ процесот кои што можеа да ги спроведат активностите на најсоодветен начин, затоа што како организација ние сакаме да поттикнеме позитивни процеси, да поттикнеме развој, да ги поттикнеме не само младите, туку сите граѓани да добијат нови идеи и да ги спроведат, затоа што нели пред се од нас зависи како и колку идеите ќе ги спроведеме, но не секогаш нели ја имаме експертизата во одредени теми. Например, на тема предприемаштво поканивме експерт кој подолго време работи на тема на социјално предприемаштво и стартап бизнеси од Скопје, кој што ги спроведе обуките во Куманово директно и работеше директно онлайн со учесниците, за да се осигураме дека не само активностите ќе се спроведат, туку и дека учесниците ќе имаат достапно квалитетна поддршка пред се. Од бугарска страна исто можете да сметате дека, мислам, целиот оној тим кој работи од македонска, истата копија на тимот постои во бугарска или од бугарска страна, така да многу беа интересни оние заеднички состаноци кои ги имавме низ процесот кога требаше да видиме што се случува во различните реалности, затоа што нели пред се регионот во кој ние работиме во Источна Македонија со проектов со прекогранична соработка е малку поголем, например, и Куманово има доста живо граѓанско општество, многу повеќе млади кои сакаат да превземат различни иницијативи. Во споредба со Бугарија, каде што нели во тој западен регион на Бугарија има и доста одселување, и малку потешко им одеше моментот да мотивираат млади да останат и да работат во Кюстендил и во Благоевградската област, 8 градови, Благоевград, другите градови малце повеќе има во тој дел работа. Но например и за нас тоа се научени лекции кои што би можеле да ги примениме. Така, еве конкретно зошто се одлучивте баш на ваков чекор и да реализирате ваков проект? Која беше целта на Е-регион? Да, па за нас е најбитно да предложиме проекти и активности кои ќе бидат релевантни за младите. Ако најголем дел од младите кои доаѓаат во нашата организација изборуваат за проблемот да најдат работа или проблемот да квалитетно да отпочнат свој бизнис. Постојат различни обуки, но најчесто нели постои оној момент на страв да се пристапи до тие институционални обуки. Од тип на па што ќе ми кажат, па како ја сега ќе влезам во таа институција, на кој начин. Тука е таа предност која може да се постигне со да работа директно со граѓански организации, бидејќи се работи на врсничка основа. Млади за млади. И вториот момент е што сакавме да се до тоа го ставиме на интернет, за да можат луѓето во било кое време од било каде да се приклучат. Да, и постојат многу интересни обуки кои се уште се на интернет, така да ако некој е заинтересиран, се уште може да се приклучи и сам да ги следи обуките. Од тука потекна идејата. Идејата е да отвориме едно ново поле на соработка помеѓу Македонија и Бугарија, но и во двете држави оделно, кој што нема да ги користи оние традиционални начини на работа, од тип на да направиме презентација или промоција. Туку да се обидеме да видиме кои се можностите на интернетот, кои кај нас се уште се недоволно искористени, и да се обидеме да вметнеме некои нови теми на разговор во општеството, од тип на како да помогнеме за формирање на такви иновативни компании, нови компании, како да помогнеме за пристап на пазар на труд по завршување на формално образование, дали средно училиште, факултет. Тоа и за нас како организација е нова тема и од таму и потикна и целта на овој проект, а и на наредните проекти сигурно ќе бидат многу вржани со моментот некако да се обидеме да ги адресираме тие потреби на младите за пристап до работа.
Така, колку учесници еве конкретно имаше и од македонската и од бугарската страна, кој се зеде учество? Да, на различни активности, различни учесници. Имавме околу 180 на интернет платформата, иако беше начално планирано да имаме 40, така да ова е бројка која е 4 пати надмината. Ние лично сме многу изненадени од тој интерес. На физичките обуки имаше 40 учесници во Македонија и 40 учесници во Бугарија, што значи директно луѓе кои физички биле присутни и ги здобиле обуките. Понатаму имавме и со самиот конкурс, плюс се ангажираа млади кои што поднесаа своји идеи. Тоа беше многу интересно што имавме идеи поднесени во тимови. Иако беше индивидуален конкурс, така да се уште сакаме да работиме во тим, што не е ништо лошо во тој дел. И плюс различни промотивни активности кои ги вршевме. Се уште немаме финалната бројка колку луѓе се опфатени, но претпоставам дека е доста голем број, бидејќи и самиот сајт беше доста популарен, кој се формираше за проектот и за агрегирање на новостите од двете страни на границата на едно место. Така да по број на кликови знам дека колегите кои директно работат на сајтот беа доста задоволни колку луѓе го посетуваат и колку сакаат да добијат информација од таму. Така. Не само во овој проект, туку и во вашиот проект кој што беше вклучен ти, поминаа голем број на млади луѓе. Колку млади кадри преку се обучија, односно беа вклучени во овој проект? Значи, во делот на менаџирање на проектот имаше дел тимот на ЦИТ и тимот на МОВ од Скопје, значи имаше околу добри 10 луѓе или повеќе кои беа директно вклучени во целиот процес, веќе и самиот проект трае некое време, значи околу 2 години. Додека во делот на младите учесници во целиот процес на цела Македонија, значи повеќе од 300 млади се обучени, значи во соодветните локални младински совети. Сега зависно од општината, тие локални младински совети се составени од, може да се каже, од 7 до 15-16 членови, така да сите тие членови во 12 општини поминаа низ обуки кои, значи, имаше обуки преку кои тие ќе сознаат повеќе информација околу тоа како да формираат еден младински совет, но исто така како да го одржат и како да поттикнат младинско учество. И сами да бидат активни во одржливост на тој совет. Така, тоа е секако се разбира еден мотив плюс за да се продолжи понатаму. Еве сметаш ли ти дека тоа е од голема важност да се организираат не само вакви обуки, туку повеќе вакви проекти кои ќе иницираат поголем активизам кај младите? Секако, мислам дека време е за младиве и преку овакви проекти младите навистина имаат можност да учествуваат во некои процеси, најпрви на само изградба и на тој начин исто така да помогнат и на другите млади да се изразат или да дојдат да им понудат можности за вклучување во некакви процеси каде што тие значи ќе учествуваат или пак ќе се потрудат да ги представуваат нивните права и правата на другите млади. Така, станува збор за различни личности, односно доаѓаат од, споменавме 12 општини. Дали постои можеби некоја одредена, да речеме, граница или пак пречка која некогаш ги спречува за да комуницираат и соработуваат, или таму воопшто и не постои ограничување за нешто? Секоја општина беше приказна по себе, биејќи мислам се работеше за млади, значи организации и институции, така да воспоставување на тој линк помеѓу овие три компоненти беше во некои општини одеше полесно, во некои значи побавно идеше, биејќи зависно од начинот како локалните самоуправи ќе реагираат на целиот тој процес, значи во некои општини беа активно вклучени, значи има поставува одредено лице контакт каде што цело време низ целиот процес тие активно беа вклучени во
развој на проектот, но додека во некои општини, иако сите позитивно, значи одговорија на идејата на проектот, значи имаше навистина поддршка од сите општини, кај некои општини одеше побавно. Мислам дека е јасно да бидејќи секоја општина си има своја администрација и начинот како ја менаџираат. Така и како функционираат. Да. Која возрастна група конкретно беше застапена или можеби постоеше граница до кој се може да се пријави? Обично, бидејќи се работи за млади, значи се трудевме да биде таа возрастна граница од 16 до 29 или 30, така да но повеќето од тие беа од 18, значи представници на можда и 17-18 кои беа представници на училишни заедници или училишни одбори, до 25, 26 и можда и до 29. Бидејќи мислам навистина се работи за 12 општини во сите општини, имаше различен профил на млади. Да, тоа е околу возрастната. Вашиот проект Моја бизнис идеја се избираше и најдобрата бизнис идеја. Ние го проследивме тоа кога беше прогласувањето, да погледнеме како помина, па ќе се вратиме назад во студијето. Во рамки на проектот Е-регион, Центар за меѓукултурен диалог и Европски институт Благоевград објавија конкурс за предприемнички иницијативи со цел да ги поддржат младите да ја претворат својата бизнис идеја во реалност. Потрагата по иновативни, ефективни и одржливи бизнис идеи заврши со избор на најдобрите. Почнавме пред месец и пол скоро конкурс за нови предприемачки идеи, кои имаат на некој начин влијание на прекограничниот регион Македонија-Бугарија, но можат исто да бидат применливи и воопшто и во Македонија и во Бугарија. Денеска имаме една завршна пресконференција каде што сакаме исто да ги доделиме и наградите. Веќе разгледавме различни идеи кои ни пристигнаа. Дел од нив имаат навистина многу јак предприемачки потенцијал и се надеваме дека со наградување на Викторија и Николчо, кои денеска се тука со нас во Центар за меѓукултурен диалог, дека на некој начин ќе им дадеме поттик да нивните идеи понатаму ги развиваат и успеат да ги имплементираат, тоест да ги спроведат. Од примените идеи од Македонија, првата награда ја доби Викторија Крстеска со иновативна идеја за веб апликација која ќе помогне да се следат попустите и понудите од македонската и бугарската страна на границата. Мојата бизнис идеја е изучување на бугарскиот јазик и македонскиот, значи како што налагаше и самиот конкурс за поттикнување на меѓуграничниот регион, со тоа што младите од двете земји може да го изучуваат македонскиот, паралелно и бугарскиот јазик, со тоа што како што ги изминуваат нивоата при нивната обука, може да добиваат некои награди, бенефиции и попусти во изучувањето. Второто место на конкурсот е за идејата на Николчо Гошев, кој предложи курсеви за онлайн учење и поддршка за нови бизниси. Мојата идеја беше во областа на едукација на млади, но онлайн едукација како решение за надоградба на своите вештини. Целиот проект ќе биде како веб платформа каде што младите ќе може да пристапат до курсеви во областа на IT, но покрај IT ќе имаме и курсеви во областа на бизнисот, soft skills, маркетинг, претприемништво. Предлозите, освен оригинална идеја за предприемничка иницијатива, целеа кон позитивно влијание врз подобрување на квалитетот на животот на населението во прекограничниот регион Македонија и Бугарија. Во рамки на проектот се реализираа и онлайн обуки за предприемништво и вештини за вработување кои се достапни на веб-сајтот на проектот. Ете така го погледнавме прилогот со кој беше прогласена најдобрата бизнис идеја од проектот Е-регион. Стефан, што значи, односно, што представува оваа бизнис идеја која што беше прво наградена, имаше и второ награден за неговата бизнис идеја? Да, па идејата беше да не само учиме, туку и да дадеме можност да предложиме нешто конкретно кое може да биде спроведено. Ние не планираме да ја земеме работата на различни агенции во Македонија кои веќе ги нудат овие
нудат попусти, нудат стартап кредити за отпочнување на бизнис. Туку само да придонесеме да се зајакне мотивацијата на луѓето, посебно кај младите, да ги искористат овие можности. Имавме една средба со Министерство за труд и социјална политика пред скоро година дена, кога уствари свативме дека постојат механизми од тип на оние почетен стартап капитал кој може да се земе, да се отпочне бизнис, постојат различни поволности, но од друга страна постои огромен страв што ќе се случи ако бизнисот не успее. И тука е всушност проблемот зашто кај нас општо, мада не се разликуваме многу Македонија од остатокот на Европа, зашто постои тој скептичен поглед кон она дали да почнам бизнис или не. Така да, мојата бизнис идеја беше момент каде што сакавме да им дадеме пред се поттик на младите кои се пријавија дека нивната бизнис идеја е погледана од страна на експерти и е оценета како нешто кое е издржливо. Така да, ако на некој начин сме успеале барем малку да ги окуражиме, да им дадеме една позитивна енергија, почнете, пробајте, тоа е самата идеја и тоа е нешто што би требало младинските организации да го прават. Затоа и ние во Центар за интеркултурен диалог се трудиме и преку овој проект и преку слични на него да им овозможиме на младите да видат ако има логика и ако може да се спроведе во реален бизнис или нешто кој ќе отпочне како компанија, зошто да не? Така да се надеваме дека повеќе работа на тој став, предприемачки став или предприемачки начин на гледање на работите ќе помогне да се отпочнат и повеќе мали компании. Така, постоја ли можеби некои услови или ограничувања за кандидатите кои што беа таму да се пријават? Постојат ли некои воопшто услови или може секој кој што барем има некоја идеја да ја стави на хартија и да ја реализира и да ја разработи? Да, за конкурсот конкретно кој го спроведовме, сакавме да биде нели во рамките на таа соработка Македонија-Бугарија, така да баравме идеја која некако ги поврзува двете реалности. И исто така баравме идеја која е базирана на интернет, бидејќи сепак се работи за e-регион, нели тоа електронско поврзување. Така тоа беа тие можда технички ограничувања на конкурсот, но од друга страна ги насочивме и луѓето кои аплицираат да размислуваат малку поинаку. Исто така и беше насочен кон млади пред се. Од друга страна за предприемништво, посебно и во водичот, тоа што се наведува е дека не постојат посебни услови, освен моментот на мотивација и моментот на тоа да бидеме спремни дека идејата која ја имаме како предприемачи, додека да стане реалност и додека да биде профитабилна, е потребно многу повеќе од 8-сатно работно време дневно. Туку е потребно многу повеќе вложување на себе и на работа и на мотивација, на позитивна енергија и доколку сме спремни на тоа, тогаш секој може да биде предприемач. Така, Флорим, да се навратиме на вашиот проект. Еве, конференцијата ви заврши како една од последните активности. Што конкретно ќе имаат задача сите тие луѓе кои што поминаа низ обуката и какви активности ќе спроведувате? Конкретно еве вие како младински локален совет во Куманово и Липково. Значи, на некој начин во повеќето од општините постои веќе, значи кои беа вклучени во проектот, постои постои локален младински совет со одредена структура. Секоја општина значи има свој вид на структура, начин како е организиран самиот локален младински совет. И исто така во секој од општините на некој начин тие работеа на подготовка на некои стратешки документи преку кои тие истите ќе се осигура дека ќе имаат значи работен план за понатаму, значи да работат како локален младински совет и одредени активности значи во текот на проектот ги поставија како нивни цели за воиднина. Така да на тој начин да овозможат да се самоодржуваат. Значи во Липково конкретно бидејќи директно работев со тој локален младински совет, значи веќе се подготви предлог стратегија и
предлог значи акцијски план преку кој што тој значи во комуникација со представниците од општината се постави како акцијски план и на значи и на општината како стратегија преку која што таа ќе се потруди да ги представи и интересите на младите, но и за локалниот младински совет како соработник во имплементирање на целата таа идеја. Така, еве конкретно каква е соработката со општината? Наидувате ли на позитивни реакции, на поддршка за се тоа на што вие го работите? Да, мислам дека општините се отворени за такви процеси, но исто така во едно дел од нив се самата идеја за локален младински совет во некои од општините е нова и различно ја сваќаат. Значи секој ни требаше малку време додека дојдеме до размислуваме за значи за иста работа и за иста структура. Значи беше малку предизвик да се стават значи идеите на младите, идеите на општините да се формира нешто со кое што и двете страни се задоволни. Така, за да се согласат и вашите и нивните стави. Ќе продолжиме ние со разговорот, претходно да се одмориме со малку музика. И сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Сум во ноќтативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. И сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, за кој ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата, ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се.
Еве неповторно назад се одморивме со малку музика, доколку сега ни се придружувате. Ова е вториот дел од утринската програма резервиран за тема на денот. Овде со мене во студиото се младите активисти на Центарот за меѓукултурен диалог. Има со многу што да ни се пофалите. Проекти кои што можеби за вас се најзначајни, затоа сте тука за да ги презентираме и да кажеме збор два повеќе. Еве сметате ли конкретно, без разлика што станува збор за два различни проекти, дека еве предприемачкиот потенцијал и она што го имаат младите луѓе за да го прикажат како своја идеја доволно застапено и прикажано еве во Македонија? Повели Стефан. Мислам дека се уште не. И заради тоа и работиме на темава, затоа што се уште постои од една страна постои страф и недоверба кај најголем дел од младите, и оној страф од неуспех, нели, ако почнеме нешто, ако кажеме некоја идеја, дури не мора да биде и во рамки на предприемништво, туку и само учество во заедницата, не знам, ако кажеме некоја идеја преку локален младински совет до општината, дали ќе ни се наљутат или дали ќе ја прифатат сериозно, па што ако сгрешам, па не знам, тој дел. Така да тие се некои ставови на кои што мораме да работиме поактивно, ако сакаме вистинско младинско учество, а од друга страна, од страна оние кои може да влијаат со или како што ги викаме власти, авторитети, нели тој дел на јавни институции, треба да се прашаме колку вистина тие институции може да овозможат простор за да навистина ги чујат тие идеи. Така не е само моментот да се седне и да се нешто промовира преку интернет или да се направи видеоспот за реклама или да се седне на маса и да се кажете ми ги идеите, туку прашањето исто и што понатаму. Тоест на кој начин да се прикаже таа поддршка ќе биде постојана. Кога ќе дојдат и ќе кажат младите од локален младински совет дека оваа се проблемите и идеите, како понатаму ќе може да седнат со некој, дали од општината, дали од различни министерства и да разговараат како тие проблеми да се решат и на кој начин секој може да превземе својата одговорност од работата. Дури тогаш мислам дека ќе се создаде тоа вистинско партнерство помеѓу младите и институциите. И тука многу битно е да се спомне дека младите не се една група. Младите се многу разнолики. Имаме млади кои се повеќе интересираат за една тема, млади кои се повеќе интересираат за друга тема или кои имаат различни способности, доаѓаат од различни групи на млади, така да при ова младинско учество и поттик секогаш треба да се има во предвид моментот дека не може младите да ги гледаме како една група, туку секогаш треба да се види како различните групи на млади може да бидат вклучени. Така, Флорим, кој е твојот став околу ова прашање? Да, сметам дека има простор за диалог помеѓу младите и институциите на некој начин да се добие тоа партнерство, но сепак од една страна од страна на институциите имам приметено дека се уште немаат отвореност и интерес пред се за да се овозможи на младите, значи да имат свој дел во искажувањето во самите институции при креирање на тие политики кои пред се ги засегаат младите. Од друга страна, кај младите, затоа и значи организацијата во цивилното општество постојат, постои таа мала немотивираност и активност, значи во барање на тие права, значи одење пред тие институции и начинот како да стигнат до самите. Затоа и локалните младински совети се еден вид на посредувач, значи младите можат да се обратат кај локалниот младински совет, па тој понатаму, значи преку веќе воспоставените линкови да може да ги пренесе тие информации до локалните институции. Така, многу битен сегмент кога се спроведуваат вакви проекти се финансиите финансиски. Овој проект конкретно беше финансиран од Европската унија. Така. Да. По-конкретно од ИПА програмата за цивилно општество, цивилен развој, да.
Сега за сега, значи, и по програмата ни помогна и исто така беше дел од финансиите беше се спроведуваше и од локални значи партнери и од самите некои од општини, значи преку меморандумот тие обеќаа дека ќе учествуваат во реализација на овој проект, но сега за сега значи успеавме да осигуруваме значи одредена финансиска поддршка, но предизвикот останува како тие локални младински совети понатаму ќе ги обезбедат тие финансии, дали преку одреден буџет поделен од страна на општината или преку ќе идат на таа карта да обезбедат значи средства од некои надворешни фондови или институции. Так, она што е препознатливо за вас е дека во летниот период вие многу ретко знаете да се одморите и спроведувате да кажеме размена на млади лица кои што сакаат да доаѓаат во Македонија, оние кои што од конкретно од Македонија, од Куманово сакаат да заминат некаде во странство. Зашто е овој проект? Да, па тоа е програма на Центар за меѓукултурен диалог. Тоа е една од нашите активности кои трајно постојат, уште од самиот почеток на организацијата од 2006. Секоја година работиме на поддршка на младите да остварат размени и да се сретнат со своји врсници од различни европски земји, или поддршка на млади и на лица кои работат со млади или се заинтересирани за одредена тема, не мора секогаш да се млади, да отидат на различни обуки кои што ќе им помогнат подобро да се здобиат со одредени вештини, со одредени знаења, подобро да вршат својата работа или да добијат мотивација. Летово имавме доста интензивен период, имаме група од 7 млади кои се пред се од техничките училишта, тоест од стручните училишта од Куманово, од техничкото училиште, од економското и од земјоделско, кои што отидоа на стажирање во европските земји по 2 месеци, има шанса да преку тоа стажирање во рамки на програмата Еразмус се случуваше, има шанса да добијат работно искуство. Значи после целото учење, кога завршија со матурите и припремата за матурите или припремата за екстерните тестирања во јуни, се спакуваа после тоа и заминаа на едно практично искуство кое може мислам би требало и веќе имаме резултати, фидбекот што го добиваме им дава една шанса да видат како изгледа да работат во Белгија, во Португалија, во Турција, Грција имаме, во Словенија, практично како изгледа тоа што го учат на училиште. Токму тоа сакав да те прашам, какви се реакциите кога разговарате со нив, задоволни ли се од тоа што очекувале, а на што и наиделе кога отишле таму? Да, па тешко е пред се, пошто станува збор за млади, во овој случај средношколци, често праќаме и млади студенти или луѓе кои се до 30 години, со завршиле или факултети или пак немаат завршено факултети, бараат работа активно. Тие најчесто одат или во оваа програма за стажирање во рамки на Еразмус Плюс или во рамки на Европскиот волонтерски сервис, кој е исто дел од Еразмус Плюс. Тешко е прво да се оделат од дома, секогаш го имаат оној културен шок првите 2 недели. Знам дека неколку пати со колегите беа на Skype заедно, разговара и со нивните родители и со нив директно како да се снајдат во новата средина, но најчесто после првиот месец веќе се адаптираат и веќе им станува многу блиска таа нова работна средина. Конкретно за искуствата оваа лето со стажантите, најтешко беше за нив да влезат во оној ритам на работа. Затоа што не е училиште, туку станува збор за нивен професионален ангажман, каде што добиваат стручна обука на работно место и мора да се појават секое утро во 9, мора да бидат таму 8 сати. Да стекнат некои работни навики. Да, секако работните навики се нешто што недостасува, ама мислам дека тоа за нив е најголемото учење конкретно.
моментот што тоа се случува на друг јазик, не на македонски или албански, туку се случува на англиски најчесто, од некои држави и на други јазици. И тоа е исто тежок момент, но се враќаат многу побогати, посамоуверени, посигурни во тоа што го знаат и веќе нели после тоа прво работно искуство и самата програма за ова лето, тоест проектот со кој ги испративме стажантите, го нарековме прво работно искуство за доживотен успех. Затоа што на некој начин се менуваат после тоа работно искуство и знаат конкретно до каде се нивните можности и како може да пристапат понатаму и да бараат работа. Еве пак е некако врзано со таа потреба да се вработат младите и да бидат активно ангажирани. Така, момци, ќе ви заблагодарам што ова утро бевте со нас и што одвоивте време поблиску да презентирате што конкретно вие работите. Ќе ви посакам ова лето да се одморите, за да веќе да речеме од септември со полни батерии стартувате и спроведувате уште вакви проекти. Благодарност уште еднаш до вас. Да, благодарам за поканата и за можноста да ги презентираме активностите. Исто една покана до сите млади кои се заинтересирани да го посетат ЦИД слободно во нашата канцеларија или во Мултикулти центарот и да се информираат повеќе. Ништо. Так, ние одиме со една кратка пауза за музичка numera, па се враќаме повторно да се одјавиме. Почитувани гледачи, ни заврши и ова утро од утринската програма Нов ден. Се надевам дека бевте со нас. Ви посакувам пријатно утро. Останете внатре, барем во оној период кога важат препораките од стручните лица. Не излегувајте од 10 до 17 часот и денеска метеоролозите најавуваат топло и жешко време. Секако поминете со нас, останете со програмата на К3 и имајте убав ден.